Добар ден, вести на Канал 8. Студентите од Кочани кои се добитници на стипендија од општината за тековната студиска година ги добија парите за 4 месеци. Остатокот од сумата за следните 6 месеци ќе им биде исплатена во наредниот период. 26 редовни студенти од Кочани кои се школуваат на државните универзитети во Македонија го добија 4-месечниот износ за стипендиите за учебната 2019-2020 година. Општина Кочани ја реализирала исплатата, а парите веќе се легнати на сметките на студентите. Според одлуката за доделување стипендии, оваа подршка од програмата за образование на општина Кочани годинава ја користат вкупно 26 студенти на државните универзитети, и тоа студенти кои оствариле успех во текот на студирањето, студенти од ромска етничка припадност, од социјално ранливи семејства и студенти на медицинските науки. Целта на стипендирањето е да се поттикне постигнувањето подобри резултати како и успех во студиите, со што ќе се овозможи и поголема конкурентност на идните дипломирани студенти на пазарот на трудот. Стипендиите, чиј месечен износ изнесува 3000 денари, се доделуваат за период од 10 месеци, односно од септември до јуни. Со обезбедените над 420.000 евра, општина Кочани ја интензивира изградбата на патот од Оризари до локалитетот Добра вода. Дел од парите се добиени од Државната платежна агенција, а остатокот е кофинансирање од општинскиот буџет. На сообраќајницата што го поврзува Оризари со локалитетот Добра вода, засилено се вршат земјаните работи. Градежното предпријатие Бетон од Скопје како избран изведувач ги користи поволните временски прилики за да ги заврши подготвителните работи. Според одговорните градежни лица се работи на пробивање, односно на рамнење и на проширување на теренот. Околу 30% од патот има карпеста површина, што соодветно ќе се третира во наредниот период. Наскоро ќе се работи и на поставување на пропустите за атмосферската вода. Изведувачот очекува дека до следното празнување на патронот на манастирот Пресвета Богородица во местноста Добра вода, патот ќе биде во напредна фаза. Со асфалтирањето пак, делницата ќе добие и соодветна информативна и патна сигнализација. Патот од Оризари до Добра вода е долг 2 километри, а е широк 3,5 метри. Неговата изградба се реализира со проект на Центарот за развој на источниот плански регион. Средствата се одобрени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, а кофинансирање има и општина Кочани. Жителите на Оризари не го кријат задоволството од текот на работите на патот, што ги поврзува со познатото излетничко место што е посетено во текот на целата година. За време на манастирската слава овде се собираат и по неколку илјади верници и гости од регионот и пошироко. Здруженијето ИНИ од Виница го заврши проектот со кој го истражуваше работењето на подружниците на јавното предпријатие Национални шуми од Источниот плански регион. При тоа констатирано е доцнење во испораката, голема несразмерност меѓу планираната и реализираната сеча на огромно дрво, како и загуби во финансиското работење. Граѓанското здружение ИНИ од Виница го заврши проектот за мониторинг на работењето на подружниците на јавното предпријатие Национални шуми во општините од Источниот плански регион. Од проектот произлегува неколку заклучоци што укажуваат за потребата од унапредување на давањето услуги на предпријатието кон граѓаните. Тоа посебно се однесува на сечењето и испораката на огромно дрво, каде добиените податоци од истражувањата покажуваат голема несразмерност меѓу планираните и реализираните количини во годишните планови. Со проектот Имам право да знам и влијаам, што го работеше Здруженијето ИНИ, заклучено е дека жителите од Источно-планскиот регион со недоверба гледаат на полните камиони на јавното предпријатие Македонски шуми, што заминуваат од нивните општини додека тие чекаат со месеци да бидат снабдени со огревно дрво. Неретко се случува по неколку месечно чекање да им бидат вратени уплатените пари. Од друга страна, и ненавремената испорака е проблем за граѓаните затоа што тие користат дрва што не се суви и калорични, а поради лошото согорување се загадува и животната средина. Доста и тоа некои има и још не се дојделе од лани. Мокри вода тече од да истек дојдат него што.
teško taj šoki i gore. Pa ние лани беем порцални преку пензионери, нас ги та пролета до края. Ако немаме дрва, од приватните земјани та пролета дојдоа дрвата. Некои што носат кажуваат дека треба повеќе време да чекат па да ги добијат дрвата и затоа се земат приватни. Од податоците што за истражувањето на проектот на Сдруженијето ИНИ се добиени од веб страницата на јавното претпријатие Национални шуми, заклучено е дека најголем дел од неговите подружници работат со загуби или пак недоволно добро ги планираат активностите во предвидената година. Од друга страна, не постојат ниту посебни веб страници на подружниците, а ажурирањето на податоците е централизирано. До податоци може да се дојде само од годишните извештаи што се наоѓаат на веб страницата на јавното претпријатие Национални шуми. Анализирајќи и прибраните документи, видовме дека најголеми загуби во Источен плански регион имаат подружниците Штип и Кочани. Не можевме од самите документи и од завршните сметки не можевме да детектираме кај е причината за загубата. Но сепак мислиме затоа што се дел од јавното претпријатие Национални шуми, сепак дирекцијата, управен одбор, надзор одбор, не знам, кои се одговорни да преземат соодветни мерки и активности, односно да бараат одговорност од раководните служби на самите подружници, да предлагаат соодветни мерки, соодветни активности, за да истите се надминат. За да се надминат причините за самите загуби кои што јавните предпријатија, односно подружниците, ги трупаат со години, а ние како граѓани сакаме да знаеме која е причината, зошто и како. Како заклучок од проектот на Сдруженијето ИНИ е распишувањето на тендерските постапки за превозници на огревно дрво да не се прави во втората половина на годината, туку порано. Од дирекцијата на јавното претпријатие Национални шуми неопходно е да се преземат посериозни мерки за намалување на негативното работење и натрупувањето загуби. Исто така се препорачува и водење отворена и разбирлива база на податоци за секоја подружница, според примерот на граѓански буџет. Дадена е средна цена на продаденото дрво, која цена е постигната, колку е постигнато, но она детална анализа колку кубика се исечени дрва од прва класа, од втора или не знам колку класи има, колку се продадени и која цена е постигната, тоа ние не го знаеме. За да се зголеми транспарентноста на подружниците на јавното претпријатие, неопходно е или да се креираат посебни веб страници или пак да се поедностави пристапот до податоците што се јавни и што ги интересираат граѓаните. Исто така се препорачува да се почитува законот за слободен пристап до информации, за да се отстранат сите сомнежи за можно ненаменско трошење на средствата, како и јасно прецизирање каде се продаваат дрвата надвор од териториите на подружниците. Заклучок од проектот Имам право да знам и влијаам е подружниците на Национални шуми да обезбедуваат огревно дрво најправин за локалното население. Исто така, потребно е вклучување на граѓаните во делот на информирањето за плановите на подружниците, како и подршка во проекти што се поврзани со инфраструктурата што ја користи местното население. На 22 јануари заврши јавниот повик за поднесување понуди за закуп на државно земјоделско земјиште до 3 хектари. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство во Окочани издале околу 10 потврди за регистриран земјоделец, документ кој им е потребен на земјоделците за апликација. До 22 јануари траеше рокот за поднесување на понуди за учество на јавниот повик за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари. Право на учество на јавниот повик имаат домашни физички и правни лица и странски правни лица. До Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство заклучно со вчерашниот ден пристигнале близу 300 понуди за учество на овој јавен повик. Со оглед на тоа дека дел од понудите се праќани по пошта, се очекува да пристигнат уште понуди и конечната бројка ќе се знае во вторник следната недела. Потоа ќе следува евалуација на пристигнатите понуди и исклучување на договорите со земјоделците. Во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Окочани велат дека точна евиденција на поднесени барања немаат, бидејќи земјоделците не доаѓаат преку нив да аплицираат, туку аплицира секој сам посебно. Само вадат потврда за регистрација
регистриран земјоделец, која е потребна во документите за аплицирање. Се работи за повик на кој, за разлика од огласите за кои што Министерството ги објавува расположливите парцели, сега им се возможи на земјоделците, доколку имаат информации каде има слободна земја, само иницијативно да пројават интерес преку подготовка на геодетски елаборат и прибирање на сите потребни документи пропишани со јавниот повик. Земјиштето за кое што ќе се склучи договор треба да го користат за подигање на долгогодишни насади, оранжерии, долгогодишни насади со лешник, маслинарници, други земјоделски култури за период до 15 години, ливади за период до 15 години, за брзорастечки дрвја, рибници и за спортско-рекреативни активности и рурален туризам. Во библиотеката Искра во Кочани беше промовирана книгата Треперење на душите од тројцата родноукрајни автори Катерина Данилова, Киро Герасимов и Славица Цветкова. Тие имаат многу заедничко како во творештвото, така и во самиот начин на живење, растење, образување и зрење. Пред љубителите на пишаниот збор во библиотеката Искра беше промовирана книгата Треперење на душите. Во оваа збирка поезија се застапени 30 на песни напишани од авторите Катерина Данилова, Киро Герасимов и Славица Цветкова. Книгата поезија представува обид на едно место да бидат застапени овие тројца родноукрајни автори, кои во изминативе 40 години ги поврзуваа неколку сегменти во животот. И тоа тројцата автори беа генерација студенти на Филолошкиот факултет. Работеа како новинари во општина Кочани и во исто време создаваа дела кои ќе се паметат во кочанската историја. Во книгата се застапени 20 на фотографии од животот и работата на овие тројца родноукрајни автори. Промотор беше рецензентот на книгата Аника Илиевска Ѓоргиева, а стихови од авторите читаше професор Љупка Стојменова. Имат многу заедничко овие тројца автори, не случајно дошле до идеја да издадат една таква книга, заедничка збирка, затоа што ги поврзуваат и 50-тите години, би рекла, меѓутоа ги поврзуваат и многу други работи, 50-тите бидејќи се родени во почетокот на 50-тите години, меѓутоа тие и твореле заедно, и работеле заедно, и гостувале, и биле членови на литературниот клуб Копнеш заедно. Значи, тие се сите тројца книжевници, така што целиот свој живот го посветиле на творештвото, на работа во областа на книжевноста, новинарството и ден денеска го работат тоа, со исклучок нели на Катерина Данилова, која за жал не е меѓу нас. Меѓутоа, ете, самото тоа што зборуваме вечерва и за неа, кажува доволно дека поетот никогаш не умира, бидејќи поезијата продолжува да зборува за неа. Инаку, во однос на самата поезија, која што е дадена во стихозбирката, би кажала дека и како што имаат во биографијата заедничко, имаат и во самото гледање на работите како поети. Значи, чувствата се тука пред се, емоциите, исконската љубов, почнувајќи од љубовта кон природата, кон саканите, кон татковината, значи сето тоа е така вградено во нивната поезија и се чувствува една носталгија за минатото, кон минатото, меѓутоа и малку жалење за ова денешно бурно современо живење во кое што како да нема доволно место за поетот, меѓутоа сепак тие се наоѓаат и тука. На промоцијата беше речено дека носталгијата, копнежот и спомените се главна одлика на оваа поезија. Тројцата кочански докажани поети не го штеделе перото да го забележат исконското, да ги посочат убавините на природата, да ги пренесат празничните чувства, љубовта кон саканите, мајката и таткото како инспирација, копнежот по убавото, стремежот, мечтата и секако носталгијата која се пренесува во речиси целиот творечки опус. Од средните училишта информираа дека со почетокот на второто полугодие учениците се подготвуваат и за надпреварите кои ќе следуваат во идните 2 месеци од годината. Во февруари ќе се одржат општинските надпревари по повеќе предмети од двете средни училишта и по извршената селекција најдобрите ќе одат на регионално и државно ниво.
Учениците ги започнаа подготовките за општинските надпревари по повеќе предмети што ќе започнат во месец февруари. И од двете средни училишта информираа дека со почетокот на второто полугодие веќе се размислува за подготовка на учениците за надпреварите кои што следуваат во наредните 2 месеци и кои се најинтензивни во месец февруари. Средното општинско училиште Гошо Викентиев неколку години е домаќин на регионалните надпревари кога ќе учествуваат ученици од повеќе технички училишта од регионот. И во гимназијата Љупча Сантов течат подготовките за организирање на општинските надпревари, кои исто така ќе се одржат во текот на месец февруари. Најдобрите ќе одат на државни надпревари што ќе се одржат во месец март и од кои одговорните и годинава очекуваат добри резултати и успеси на учениците. Инаку учениците и во двете средни училишта континуирано секоја година учествуваат на регионалните и државните надпревари што се организираат во државата и со успесите кои ги постигнуваат го представуваат училиштето и градот во позитивно светло, не само во државата, туку и на меѓународни надпревари. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во овие вести. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.